Добар ден. Време е за Срце на дланка. Моето име е Оливера. Доколку имате тешка животна сторија, можете тоа да го направите преку ставање на вашето срце на дланка, преку пријавување на телефонскиот број 075 304 405 или пак преку социјалните мрежи на Срце на дланка на Facebook, Instagram и Twitter. Можете да ги следите сите наши емисии и премиери и сите најави преку YouTube каналот кој неодамна постои Срце на дланка. Верувам дека двете семејства кои денес ќе го споделат својот проблем со јавноста, ќе ве трогнат и навистина ќе ве допрат, а ние треба да бидеме нивни ветер во грб. Се вели дека човекот не може да биде благодарен со она што ќе го добие доколку не е благодарен со она што го има. Двете семејства кои денес ќе го стават срцето на дланка немаат ништо и ќе бидат благодарни за се што ќе добијат. Кога ќе го споменам село Вранче, сите патишта водат кај Јасмина Петровска, жената која со своето семејство го стави срцето на дланка на почетокот на 2022 година. Оваа жена навистина тешко живееше, куќата се закануваше дека ќе падне и ќе ги поклопи и неа, и мажот, и децата. Затоа хуманите луѓе се консолидираа и направија нов дом за сите. Деца ја гледам на овие студиои, без дрва, без се. Во моментов како се бањата? Не, во едно корито искршено старо. Така со години, со децении? Да. Са студиот и стара е, самата куќа се гледа. И тие прозорци што ги имате во моментов не се прозорци кои што треба и таа топлина што малку ја одржувате бега од прозорци? Бега. Кебина клаваме на вече. Се топлиме. Кебина на вратата кладо. Така е тума и куќера и тоа таму паднат во друго куќера и тоа исто се тоа распаднато. Како спиете? Во една соба сте? Во една соба, тато во другата спија, јас во помалата, и мајка ми, и брат ми. Па нормално ќе се плачам и за децата и за нас. Нема избор, тоа е. Овие две соби кај што седиме. Ама тие другите куќари не се веќе готово, ништо не потребува. Само неколку месеци откако отиде сторијата во Срце на дланка, Јасмина Петровска, со многу убави зборови и посебни емоции денес. Да. Ке те потсетам, велеше две соби да имам, за мене ќе бидат палата. Па ево, стоиме пред вашата палата, Јасмина. Да. Што се случи? Како ви се промени животот откако си заминавме од тука? Премногу убаво. Помогна, значи премногу сум преблагодарна на Натали и на сите. Сите фирми кои што... Фирми се преблагодарни сме. Што ви донираа најмногу? Имаме се, фала му на Богу, од кревети, се имаме. И материјали за куќата? Се. Како ви поминува сега во новата куќа еден ден? Преубо. Преубо, прерадосни сме, пресречни сме. Се преблагодарност со цел народ и со донаци, со се. Многу сме сречни, весели. Не стравувате дека ќе ве поклопи куќата повеќе? Не. Не стравуваме, си е стара, ама реки си е овај нов дом. Што ќе им препорачаш на сите оние кои што се двоумат дали да го стават срцето на дланка, да го споделат својот проблем со јавноста? Тоа е вистината да се сподели со јавноста, во вистината со срце на дланка сите да си поделат. Проблемиве, значи сето како што било не е сега. И вас многу ви благодарим и вие најмногу ни помогнавте и општинава. Ќе прилеп. Што се промени во вашите животи откако нашата екипа беше да ја сними вашата тажна сторија во старата куќа? Тогаш беше многу тажно, а сега сме многу радосни. Немаме с ким зборови за тоа. Живееме веќе нова куќа, ново дело се лага внатре. Кој се ви помогна?
Па најпрво вие на Срцена Дланка што дојдовте, многу ви се благодариме, од срце ви се благодариме на цела екипа. Докато дојдовте вие се измена сето, зборија многу луѓе страни се јавува, многу донира и не дава, дево роба, некој материјали се. Сега многу убаво се живеи, многу сложно, си одржуваме многу чисто. Веќе ги немате оние проблеми и стравот што ги имавте со старата куќа? Па сега не ги немаме, тие поминаја веќе. Сега се нема. Сега само можеме од радости што се вели. Ведам ви се насолзуваат очите. Солзувам, а многу тешко. Од радости. Што би препорачале на сите оние кои што имаат проблем каков што имавте и вие? Да не се срамат, да кажуваат како што е да се јавува. Желбата е се исполна. Во сите страни што не гледаја, сите не знаеме од која страна стасува се. На сите му се благодаруваме. На Срцена Дланка е многу да сите да му помагаат, кои што треба, кои што во невојде се наоѓа. Нова промена, нова куќа и нова соба. И 2 соби имаме и купатило. Дали си среќен? Среќен сум многу. Каква е разликата да живееш од старата па сега тука во новата куќа? Не, во старата не толку, во новата поичка. Новата е убава за седење. Сега не ти се ни излегува надворот што Не видам. ми се звеква ич. И вика на мама дека е убаво. Так, среќен си. Среќен сум. Со браќата сега сте заедно постојано. Сите сме заедно среќни. Јас се благодарам на Срцена Дланка. Драги мои, одиме кај уште едно семејство кое тешко живее. Одиме кај едно семејство кое се одлучи да го стави срцето на дланка, бидејќи верува во хуманоста и во емпатијата и верува во љубовта што народот ја пружа кон секој кој што е социјално загрозен. Затоа денес ќе дадеме рака за спас на овие луѓе. Пред 22 години Ала од Украина со незиниот сега покоен сопруг Душан. За прв пат им се сретнуваат погледите. Тој ќе ја фати за рака и до крај на животот нема да ја пушти. Ја прифатил со 3 деца, ги сакал како своји. Во еден немил настан кога таа губи еден син, тој ќе биде нејзина најголема поддршка. До пред 3 години живеела на релација Украина-Македонија, бидејќи сопругот морал да седи во родната куќа за да ја чува старата мајка. Не минувајќи 6 месеци од нејзината смрт, тој заминува да работи во Хрватска, каде за неполни 5 дена, без да ги каже збогум, ја напушта земјата и неговата најголема љубов. Но вистинскиот кошмар за оваа жена започнува на 24 февруари оваа година, кога започнува војната во Украина, каде било нејзиното семејство. На истиот тој ден, нејзиниот среден внук станува полнолетен и не може да ја напушти земјата. Најмалиот Никита принуден е сам 5 дена и 5 ноќи да патува низ Полска и седи со непознати луѓе во возовите. Почнуваат бессонни ноќи на оваа жена. За среќа Никита стигнува здрав и жив. Удоцна доаѓа неговата мајка, но во виорот на војната останува Јегор, кој е гладен, исплашен и премрзнат последните месеци. Затоа оваа мајка и баба, која зема едва 11.000 денари месечно, бара средства за да може да го донесе и него во земјава и заедно да ја поминат зимата. Зашто само така вели таа, кога сите ќе бидат заедно, срцето ќе биде на место. Денес сме во село Кадино, во Прилеп. Имаме навистина многу интересна приказна со Ала Илиоска, која што е од Украина, но која што поради немилите настани што во таа земја се случуваат и поради сите други околности денес се во куќата на незиниот сопруг. Добар ден. Добар ден. Вие сте Ала? Да, јас сум Ала. Вас ве бараме од Украина сте? Да, од Украина. Но живеете во Прилеп? Тука живеем. Во село Кадино. Село, да.
Зошто сте тука од Украина дојдени? Затоа што омажена за македонец беше 20 и нешто години живеевме во Украина и после дојден тој за мајка да гледа овде во Македонија и јас дојдена со него, ама пред 2 години тој умре. Почина вашиот сопруг? Почина мажот ми, да, и сега јас овде сама седим. Не сама, од Украина дојдени деца, внучето мој, затоа што таму почна војна, многу лоша таму ситуација, ама и тука малку тежок животот, затоа што сама. Ова е родната куќа на вашиот сопруг. Да, ова е негова куќа. Има и некој детенце, што е тоа? Кој е? Ова е моето внуче. Вашиот внук Мало е тоа што е дојдено од Полска сам. дојде сам од Полска. Сам од Полска, од Украина преку Полска и од Полска преку Чешка. И донес тука дојден. Војна кога почнала. И од избегав тој од војна 4-5 дена како почна војна и тој да Но имате уште едно дете таму. Имам таму уште едно дето кој направи 18 години од ден кога почнала војна. И пред 2 дена сакав да излезе со овај малиот, ама не пуштиле него од преку граница. Веројатно тоа ви е најтешко во моментот. Најтешко, сега најтешко, затоа што многу лоша таму ситуација, нема ни струја, ни плин, ни вода, ни топлина, ни работа, нема ништо. Имате ли контакт со него? Да, Се имам. слушате? Имам јас многу убава од T-Mobile, без пари звоним во Украина, можем, затоа ми многу ми убаво, добро мене, јас секој кога сакам можем да звоним, зборувам. Ова е куќата каде што живеете? Да, ова е куќа. Какви ви се условите? Веројатно не Сега сте како дома во Украина. Не, во Украина јас имала сето средено, се. Тука јас сум дојдена, беше немала такви условија, немала ништо, само креветче и маса кој прави уште свекрови. Тој почина 45 години. Сето старо, сето не беше така. Добар ден. Ова е мојата кирка. Оливера. Браво. Ова е внуче, син на кирка Никита. Еве внуче дојде на тој што сам дојде. Кирка 1 месец како дојде на овде од Украина. Ке ни раскажеш се детално. Интересна е вашата животна сторија, но и тешка истовремено. Дека вистинската љубов не познава граници и ги победува сите бариери, докажува љубовната приказна на Ала од Украина и Душан од Македонија. Еден ден патиштата им се вкрстуваат и тој ден ќе биде почеток на нивната одлука дека сакаат до крајот на животот да бидат заедно. Иако таа од Украина, тој од Македонија, ништо нема да застане како препрека на нивната среќа и љубов. Заедно 22 години се поддршка еден на друг, и во добро и во лошо, ке рече Ала, Душан беше сопруг каков што секоја жена би посакала да има. Јас сум родена во Украина, во Запорожје родина, со сопругот ми запознавме на работа. Јас сум работела, тој беше вработен таму и така почни да живеем заедно. После направиле бракот како треба, венчани сме таму во Украина. Тоа е судбина, таква беше, не знам, тој прво време како гледав мене, зедов за раце и после не пушти. 22 години заедно живеевме. Првиот брак, 3 деца имала ја и тој помагав, тие пораснали. Беше дојден кај мене беше дојден најмалот син, имав 12 години. Кирка имала 16. И тој 15 години другиот син имав. И така почнавме. Ги прифатили вашите деца? Да, одма и деца ти прифатили него, почитували него како татко, како другар, пријател, постарот син, како дуле научив, почна да работа како калџе со него, а сега тој мајстор. Работил Исто во како вашиот Полска, да, сопруг. да. Многу таа бендисува работа на него, не сака други работи. Многу научив тој и плочки реде и се тој син ми и сега внук постар исто како
како и син, исто сака да работи. Имало и црни моменти во животот на Ала. Можеби еден од нив е денот кога, додека Душан бил на погреб кај сопствениот брат во Македонија, таа го губи најмилото и умира помалиот син. Тоа устава трага во незината душа, но мора, ке рече таа, да живее и да се бори за останатите 2 деца, од кои добива внуци и се целата среќа на светот, а додека се трудела и создавала дом и финансии, помагала на секој што ќе побарал незина помош. Не среќа беше, паднав тој на работа, удрил се со глата и не спасли доктори. Тоа ќе ви остане една темна точка во душата како немил настан, но продолжувате со животот бидејќи имате за кого да се борите. Други деца? Имам други деца, имам ќерка, имам син и заради нив и живеела ја, затоа што беше тогаш многу лоша ситуација за мене, беше без мажот, без негово поддршка беше таму во Украина. Тој тука беше загрижен, јас сум таму, тешко беше, тешко. Имавте своја фирма, со што се занимававте таму? Мажот ми како мајстор, градижна фирма беше, а јас имала луѓе како чистачки одели. Чистевме, имала таму објекти, станови чистели, канцеларии, неколку и банки чистевме. Живеевте во стан? И имам јас и стан во Украина и имам куќа во село. Појче ми бендисува и на мажот ми животот во село, на просторија, својата земја. И така купивме и таму куќа и така. Убав беше живот и тука јас сум дојдена во Македонија, 3 месеца тука седим, после море да вратим во Украина затоа што имам и таму врски, и таму 3-4 месеца седим, после пак овде вратим. И после мажот ми рече, ајде остај да шеташ преку граница натаму наваму, седи тука. А зошто дојде мажот вие тука? Мажот дојде да гледа мајка, стара мајка беше, сама живеела, тежок живот за нези беше и дојден тој како син, море да гледа мајка. И јас дојдена како сна да помогнем, да грижим се за нези, да секако треба правила сите работи, јадење, чистење. И со земја малку, има земја, тој садевме и тутун, и пипер садевме, малку, ама садевме и така живеев. После мајка умрена и умрена моите раци. Помина 6 месеци, не беше уште 6 месеци, тој замина во Хрватска и пример во петок дојден во Хрватска, а вторник почина таму. Толку брзо? Да. За неколку дена? Да. А вас ве остави тука во Македонија? Не, јас сум беше на тој момент, јас сум беше во Украина, дојдена со треба да пасош нов вадим. Од што почина сопругот? Никој ништо не знае, како доктор, индукција не направиле ништо, доктор пишав од срце. Така. Кога ви соопштија? Тој умре во вторник, а во петок ми звоне кум од Боротино, имам кум македонец, тој живее во Украина. На тој момент живеев во Украина, звоне, рече, ала вака и вака, дуле замина во Хрватска. Јас реков, знам, зборувала со него во недела. Тој рече, умре тој. И јас во петок, до 10 сати тој ми звонев и во петок во 12 сати ноќески јас сум заминала во Македонија со мојот постар внук. Тој е... Ви се веруваше ли дека тоа е вистина? Не верувала, јас и сега не верувам, чекам да дојде од работа. Кога ништо повеќе не ве врзуваше тука, сопругот почина, Да. зошто не се вративте во Украина тој период? За тој период јас сум не вратила во Украина затоа што внук ми постар многу сакав да живее во Македонија. Заради него и не знам како внатрешно јас чувствувала море да останем овде, затоа што и ова е татковина на мажот ми. Тој многу убав човек беше, многу добр, не знам, злат маж беше. И затоа јас не сакала да вратим. Од почетка на него? Да, така. И можеби така се чувствувате дека сте поблиско до него? Да. Наистина секој, ако сакам, секој момент можем да дојдем кај него таму на гробиште.
тој внук што сега во Украина, мажот ми крстив него како кум. Како се вика? Јегор. Да. И тој многу сакав него. Први чекори го направив на работа кај мажот ми. Сето, не знам да кажува татко, мајка, а знаеш што е тој чеканче, што е тој стравчигари, сето знам. Малече. Сигурно многу ги сакали Да. вашите деца и вашите внуци. Да, многу сакав. Ама и тие не го почитували како својот, како родни. За многу семејства 24 февруари е црн и несреќен ден. За Ала може би најцрн, иако тој е денот кога е роден Јегор, незиниот внук, и кој се подготвувал да го прослави со друштво роденденот. Но наместо музика, воени сирени и бомби ќе го зачинат неговиот ден, но и ќе го спречат тој заедно со помалото братче Никита да се качи во воз и да ја напушти воената зона. На 24 февруар мојот внук што сега во Украина направив 18 години. Јас сум во 5 сати од Сабајле, ми звони мојата братучета од Херсон, од таму војна почнала. Звони ми и каже: Ала, кај е твоето? Јас реков: во Украина, ќерка и внук. Некај заминат затоа што почнала војна. Каква војна? Јас звоним на Јегор, кажувам: Јегор, внуче, вака и вака, јас те поздравувам со роден ден твојот, ама земај Никита и бегајте од таму, војна почнала. Тој вика: бабо, каква војна, што зборуваш? На 26 или 7 февруар Јегор со Никита сакале да заминат од Украина, дошли до граница со Полска и Јегор не пуштили преку граница, тој море да врати, а Никита сам со чужи луѓе запознати во возот и замина во Полска. И таму 4 дена седев во Полска со чужи луѓе, фала на нив, не избркали него, и ранили, и чували него и се. Како он се чувствувал тие неколку дена? Како вие се чувствувате тука? Јас сум тука, Спиевте не ли? можела да не спием, не јадем, не пием, ништо. Само барала пари, затоа што побарале од мене 1000 евро да донесат внуковите. Јас такви пари немала и не знам да од кај зема. После еден човек ми помогнав, најдов чебук тревел, тој за 600 евра од Прага. Рече, од Прага земем внукти, ако треба и од Полска земем. И договоривме со тие луѓе кај беше внук, што тие донесат него на граница преку Чешка и Полска, и овој внук што беше тука, Олег беше тука и замина со чебук тревел таму и изедов. Малиот донесов тука. Кога го видовте? Тој катастрофа беше. Плачеше, пиштења, тој дојден беше внучето мало како пиленце. Многу слаб, многу уплашен, не може да зборува, гласот јасот не можем да слушам него. Сега тој малку, сега како дома чувствува се. А зашто не го пуштаат од таму? Затоа што од 18 мажи, од 18 до 60 години не може да напуштат Украина. Преди војната. Да, пред војна, ама тој што е само завршив школа. Што е тој знае? На тој момент беше запозната јас со други жени од Украина и од Русија жени, може тој не треба да кажувам, ама навистина јас сум благодарна за тие луѓе. Тие први да помогнале мене со пари, со сето, собирали да донесем, да запишем него, да може да напушти тој Украина, цел куп документи, цел куп, сето на нотар, сето преведувачи, сето. Сега тој заминат од Запорожје во село, во друго там малку помирно, нема мавања, нема сирени, нема, ама и секако нема таму, не струја нема, не дрва нема тие, затоа што нема зашто да купуват. И нема ни плин, ни топлина немат ништо. А храна? И храна немат. Немат сама храна тие што даде пред 2 месеци хуманитарна помош на бегалци. Тој таму има статус бегалци, во Украина има такво. Тоа што уште мајка кога беше зедов и тоа јадат. Тоа е само макарони, ориз малку. И тоа што насадили
како бавче во двор насадили, кумпирчи, таму, кромиче, такво што е и тој само ја. Сега за сега многу сакам да дојде тој дете во овде, да донесем тука него, да смири малку тој. Многу уплашени тие деца таму. Ало. Алло, Привет, Егорушка. здрасте. Как дела? Что у вас там? Свет есть? Не, света нету. А холодно? Тепло? Камеру ты можешь включить О. камеру? Я включил, но света нету, нас не видно. Да, видно тебя, видно. Видно, что нету. Холодно у вас, да, внучек? Да, А кушать есть что? Что-то кушали сегодня? ну да, картошку варили. Но свет выключили. Ага. Яна как себя чувствует? Ну, уже лучше. Угу. Ну хорошо, внучек, ладно, держитесь там. Мы вас любим, ждем, Хорошо. надеемся, что все скоро увидимся. Мы вас тоже любим. Все. Ала, кога утре би завршила војната во Украина? Ке се вратите таму или би останале тука? Не знам. Навистина, сакам да вратим таму, ама сега таму немаш ништо, немаш од што живееш. Немаш. И ако заврши војна тама, јас сум не верувам што одма биде животот како беше пред војна. Имам јас минимална пензија, земам за мажот ми и тој сето приход, сето што Колку е тоа? сега малку покачено 11.300 денари. Но тоа не ви стасува во месецот. Не, какво стасува нешто? Не. Сметки платиш и ништо не останува. Ништо не останува. Сега пишувам во продавница, во тетрадка храна земам. Беше како аргати ми работеле со внук ми, ама многу трошок имам за Украина, затоа што море да помогнам на деца таму, немат ти приход, немат ни пари, немат ништо. Му праќаш на внукот таму? Да. Секоја недела, 2 недели пратим таму пари. И тоа е многу проблематично сега, затоа што камата многу голема. Од 1000 денари, 500 денари земат камата. Многу. До други, да, проценти. Од друго, немам друг начин да како пратим таму тие пари, затоа што не работа таму система, банковска система во Украина иш не работа, затоа што нема струја, нема интернет, ништо не можеш да направиш. И можеш да и пратиш пари, ама тој не може да користи тие пари. За овој период ми многу потребна некаква работа за ќерка ми. Затоа што таа сака да работа, ама не може за тоа што нема државјанство и не може да биде официјално вработена. Затоа што имам јас борчи имам, море да вратим. И имам кредит зедав во банка и исто море да платим јас кредитот. Зима оди, немам ни дрва, немам ништо немам. Кои комши од една страна дават нешто дрвца малку, од друга страна кој сече дрва во двор или на нива, донесат гранки и со тоа топлим, затоа што многу скапи дрва и не можем да купувам, немам таков приход, немам. Не очекува ја што во Македонија има толку добри луѓе и што толку могат да помагат. Јас сум во Украина кога имала убав живот, сето имала, јас сум помагала и на деца кои без родители, и на кои сиромашти во село, и јас сум помагала. Ако некој барал помош од мене и со работа, и со пари, и со храна, сето давала. И имала можност. Сега јас не во таа ситуација што да помогам сама, барам помош од добри луѓе. Да малку станем на нози, да почнам да својот животот како порано беше. И внук ми тој што во Украина рече: леле бабо, какви македонци добри луѓе. Некој се би дал само барем еднаш да ја почувствува вистинската љубов. Вистинската љубов е толку чиста и убава што може дури да помести и планини. И убаво е кога другата половина повеќе физички не е на земјата, таа да се чува во срцето. А се друго е прашање на време.
Нема ништо што не може да се реши, зашто саатот не чука на назад, туку нанапред, и коцките во животниот музеј ќе се подредат. Доволно е само во него да бидат оние неколку луѓе кои навистина имаат душа. Баба Љуба од село Грдовци има навистина голем проблем. Таа, иако е веќе во 9-та деценија од животот, има болен син и болна ќерка. Сама се грижи за нив и сама се труди да го направи секој ден возможен, иако тоа го прави од невозможно. Таа денес одлучи да го стави срцето на дланка и да ги сподели своите проблеми со јавноста. Кој лик од македонската книжевност и да го споредиме со денешната протагонистка, дали Велика Цвета или Невеска Тимјановна, ќе ни стане јасно дека баба Љубица Ангелова е одлучна, храбра и истрена жена. Баба Љуба, иако со своите 83 години, не пречека како витална, силна жена, жена која куќата ја држи на своји плеќи. Оваа жена останала вдовица одамна, иако родила 2 здрави деца и чекала еден ден некој да ја нарече бабо. Мето, како резултат на немирите во 2001 има психичко пореметување, а Стојка поради сообраќајна несреќа во Италија не се сместена во Негорци. Ова е причината поради која баба Љуба е и маж и жена во домот и причина поради која куќата е во фаза на распаѓање. Сепак и на овие години, рамо до рамо работи машки обврски, поминува многу тежок пат и останува непоколеблива и борбена. Но на што мене ме воодушеви кај неа, верувам и вас, е незината ранливост, човечност, чувствата и тешките избори со кои се соочува како мајка која денонокно блее над своето дете. Годините ја совладуваат оваа жена, но таа челично им пркоси на проблемите, зашто мајка е и себе дала за своето чедо, а најголема желба е тоалет во куќата и поставилни ѕидови кои се закануваат во животот на овие сироти луѓе. Денес сме во село Грдовци Кочанско. Кај баба Љуба Ангелова, која има 83 години и за жал многу лоша судбина. Двете деца ги стрефува на вистина лош момент. Едното во војна буквално го губи своето здравје, а другото во сообраќајна несреќа. Денес на 83 години бара спас од сиромаштијата. Баба Љуба, јас сум Оливера. Јас сум Љубица. Како си? Добра ли си? Добро сум. Не повика, ни се јави. Имаш тежок живот, тешко живееш. Знам срцка. Никој да не живее како јас што живеем. Како живееш, баба Љуба? О, јас и знам, Марикерко, како живеем. Што се Кога случи? имам, јадам. Кога немам, па и не јадам, да ти кажам. А што се случи? Што се случи? Кога биде се случи, паднам по несвестам се од нервоз, тоа сигурно. А што се случи со твојот син? Беше во војска, па во војна? Војската кога си дојде, не да беше убав, Марикерко. Не да беше убав. Дали ми го урочија, Мари? Кога се врати... Ко се врнал таму, кога го фана тоа. И сега веќе не е добар, буквално 20 години е во кревет. Се е во кревет. И на твоите 2 раце. Да. Нема никој друг. Ако идам негде, там една жена живееме, она ќе дојде му дае лепче, нели да јаде. Но и тука куќава гледам малку е во лоша состојба. Стара е, куќава стара е. Па стара е таа куќа. Баба Љуба е родена во Саса, таму живее до својата 12-та година. Далечната 1964 година се мажи во село Грдовци. Својот сопруг Шнајдер го усреќува со Стојка и Методи. Живееле сиромашно, но среќно. Не дозволила никој никогаш да ја надмине во работата. И денес е таква. За годините и премногу вредна. Само удамна останала вдовица, а децата од здрави поради несреќни околности денес не се способни да се грижат за себе. Од каде ти е потеклото, баба Љубица? Од Саса, Рудико, што е Сасос, се вика. До која возраст седите таму? Кога се селите? Каде се селите? Па 12 години бех кога се иселиме од таму. Каде отидовте? 12 години бех. Каде отидовте со семејството? Па те кажувам ти Штип до Бришани, таму тоа селото. Ем Турско, ем Влашко, ем Каурско. 3 нации беем.
Но потоа одлучувате животот да го продолжите во Кочани, тоест тука во ова село. Зошто? Па тука дојдох, ожени се тук. Во оваа куќа се омажевте, беше тогаш направена? Па беше. Беше готово, куќата, он си сам седеше. Тоа било 60-тите години. Епа 64-та ја дојдо. 64-та. И потоа создавате семејство. Колку деца имате? Епа тоа третото што умре, двечки. 2 живи деца имате. Стојка, Ангелова, Методи Ангелов, тук. Ги растете децата, живеете некако во оваа куќа. Може би било сиромашно, но сте биле сите заедно и било убаво. Епа заедно си бееме сите, моите деца беа најдотерани и се пари, то сите за зрмство учеа. И сите се чудат, одека тие толку пари тие деца. Ние без пара не сме ги оставили. Татко им шие, денеска 15 пара со шие панталони, а ја на рака правам и пеглам. Не сум така седела. Никој не ме е преварил наред да искара пред мене. И таа жената од Уларци што беше тука. Што работевте? Епа копаме, тутун копаш, бостан копаш. Се. Велите и дека сте биле највредни кога се растоварало камиони со ориз? Ние Белорис не онаков да го растоварме, Бело фабриката. Многу работи, ја многу работи, ја мислам дека ме тоа одржава мене. Многу сте биле вредна. Вредни. И сега јас онада дрвата ми дојдат и сечат и јас ги расцепам сите. На овие години? Да. Са рецепи и други, ама јас си ги наредих, тај там ќе имат под шупата, ќе виш како. И јас си ги нареди, дали има 2 сата, не верувам, не е имало 2 сата. А од што е болен твојот син? И под шо од војната, од шо е? Онака болест он нема. Епа така, он како викна го и отиде у Джаковица, таму. И викнане на заклетва, станаме, ојдоме на заклетва. И не го познаеме, он станал црн, сонцето го испечал. Колку временски беше таму задржан? Колку време траеше тоа? Епа траеше додека заврши му војската, додека му заврши војската и го пуштија. Пуштија го, појде си на работа, онаде. Тогаш се уште немаше никакви проблеми? Не има, па оди си на работа, се оди у водна заедница, што вика му цулозата, оди. Дојде си, донесе платата, мамо тети парите, даде. С човек не се е скарал до сега он, да се скара, да има нешто лошо, да има такво нешто, нема ништо. Арно, ама ја поканата кога дојде втор пат, ја скрих. Мојня најдел. И ќе идам, ојде. За каде покана? Епа за Куманово. Од тие трауми? Епа од тие трауми, од тие. Денес е ваква состојба, така е. И така ноќа кога спие, што ви правиме, немој, не на нас утепувајте, не утепувајте нас. На него му од војната, не му од народ, не му е, на него му само од војната. Мудро. Си во овие години, вие го гледате? Колку време биде у Негорци, се повеќе у Негорци биде. Те са до Нова година 2 години ќе направи како е тука. Ама не можам веќе, па ќе одам ја кај доктору, ќе одам да одам, па да го однесам. Не можам веќе да издржам. Па не можам. Па не е дете да го фанеш, нели да одадеш, не можам. Он не може ништо да си пофане. Како ти го бањаш, ти му држуваш хигиена? Епа кој? Комшиите? Како го... Епа седне у корито, ставам столче. Те гајвате таа црвената гајбичка, ставе на чегичка и стрлам го убаво, она исплактам, облечам, шо да правам? Мораш. Понака како ќе го оставиш не бањен. На овие години, веќе треба
внуци и правнуци да гледаш и да бањаш? Треба, но дека да ги најдам керко. Срце ме боле. Ги гледате неговите врсници низ градов, низ село? Како не? Па другари си имаше пуно, одеше си, шеташе си, имаше си девојки. Тешко ви е што вашиот син ја имаше оваа судбина. Многу прекомера. Страшно многу, Бога ми. Но имавте уште една несреќа, а тоа е со вашата ќерка. Што и се случи неа? Таа беше во Италија, работеше во Италија? Во Италија работеше. Но што и се случи таму? Епа, дојде се од таму, те од сударо. Како? Што и се случи? Епа, од сударо како да иде на работа. Имаше сообраќајна несреќа? Аха, и ја подбе разгорна некоја Сканија и 200 метра длабоко. Од кола нема ништо. И не може да ја најдат, хеликоптерот врте горе, не може да ја најдат. 2 ноќи е била таму тоа, долу, дека е панал. И текнало и крпчето од џамот искапан и вртела, викал тај јавуваш горе, нели? Со хеликоптерот? Со хеликоптерот, ја најдо. Па се спаѓале, па се извадили. Па тука носеше каиш, широк. Тука имаше на шията широк. Там биде баје време у болница, она там биде. Онаде. Сега каде е вашата ќерка? Добра ли е? Абе, у Негорци у болницата е. У Негорци у болницата е. Но не е добра. Па не е добра. Несреќите кои се редат во ова семејство ќе бидат причина куќата да остане стара и заканувачка по животот на баба Љуба и Методи. Прашање на време ќе рече баба Љуба кога дедовите ќе ги поклопат. Во меѓувреме таа прави се. Сече дрва, готви, прави зимница, пере нараце, го бања синот во корито. И наместо синот на овие години да ја гледа и грижи за неа, таа мора да размислува како ќе го мина денот со минималната месечна пензија која таа ја добива. Оваа куќа гледам веќе е навистина многу стара. Епа многу е. И дедовите се веќе Епа готово, ама од тата од надвор да видиш како се е ископано од надвор од тата. Сигурно да не се разболеше сега. И куќава можеби ќе како не. И па ќе си ја направиме. Па ќе ја направиме куќата. Така да ќе останеш. Ќе испугнат тече, шом тече. Оната све мамо тече, па се заврте на оваа страна легне, па на нам И легне. оджакот ви тече? Од кај оджакот? Те таму, там тече. Нош горе. По собите онам. Каде гледам се одат на работа сите, а моето дома гние. Шо те викам, наврлио душман да не даде Господ. Состојбата на твојот син не беше доволна причина за да добиете и социјална помош или некакво примање? Абе, од име неката и не го следувало пензија. Не го следувало пензија, нека да подпиша. И шо 4 дарки взима социјално. Само 4000 денари? Епа. Со тие пари живеете во место? Епа. Па како ви стасуваат? И како ми се, јас си знам дете. И јас си знам. Шо ќе правиш? Како го распоредувате тој приход за храна, за дрва, за... Епа, како па собирам? Од кога ги засобирам, од сад ќе почнам, ќе оставам по 1000 денара, оставам. Од тие 4000 остават 1000 денара? Епа, морам. Морам од моите 8 зема. И оставам и соберам. Кој ќе ти даде? Што подготвувате? Вие сте веќе во години, како... Сигурно ви е тешко и да готвите. Еве, и како не е тешко, абе те там имат дрва, шо има се, тука съм кабичкички съм земала права. Се изсечам. Зашто ви е оваа вода тука во тенџера? Епа зашо е, алишта треба да затопам да му перам алишта. Немате машина за перење? Абе нема, ништо нема, ништо нема. И те големи фрижидери 410 литра разсипа се. Вода како се напуни се вода. Па тука вода беше до тука. Се поплавувате често? Па 3 пати се. Од кога не ви е кречено? Има 15 години. 15 години? Може повише.
Па се испука, што ќе кречам, не можам више. Јас си бели, не можам више. Онака друг никој не ќе не доваѓа. Па се држам, али после да остане каков е тај веќе, ја не знам. Дедо ми умре на мама, татко и на 110 години. Војко на 100-ката. Тате на 95, мама на 68, викам, ја ќе бидам 68 и ја ќе умрам. А ја колку ги откарах. После се низ што минало оваа челична жена, денес веќе се чувствува изморена, несрекна е. Ниту една од желбите во младоста не и се оствариле. Подготвена е и да си го одземе животот само да не гледа како и се мачи синот. И не ја обвинувам, многу минала. Добро е што е во ваква состојба, толку намачена, толку скромна. Се што незината душа побара за овој живот, само средување на двете соби, тоалет во куќата и доволно пари за наполитанки, умиленото јадење на незиниот син Мето. Кога еден ден, нели, ќе отидете на оној свет, што ќе биде со вашиот син? Од дека знам, што сака нека биде, што сака нека биде. Јас сакам да умрам и не ми се живее. Купи си ја таа водичка. Таман да ја испијам, он ми земаше што да се отровех. Каква водичка имате? Па, да се отровам вода таква, шишенце, тока ценко. И се имам едно. Шувам. Ако ми дојде до тука, ќе се отробам, што сака нека прави. Тоа не е живот. Омрзна ми мојот живот, веќе, омрзна ми. Но не смеете да се предавате. Имате син на кој што му треба. Имам, дојдете до гуш. Не можам веќе. Не можам веќе. Ме размислам кој ќе го гледа. Кога ја веќе не можам, кој ќе дојде? Никој. Никој не може да дојде. И што да правам? Ова да не ми гледат очите, ќе се девти, сам и готов. Тога е милица и 2 места са. Та там мечак стаса доле. Има додека отвори шишто. Тогаш мора да се борите, да живеете барем за синот, бидејќи навистина сте му Не ми се живее, те кажувам дека не ми се живее. Ич не ми се живее. Викам, легнаме кога да не станам. И како ќе бидам среќна? Со шо среќна? Со ќерката ли, со синове, шо среќна? Ај кажем. Наврли душман да не даде Господ, така како на мене кашо да даде. Наврли душман да не даде. Тоалет имате ли во куќава? Тоалет? Не. Клозет ли? Да. Не. Абе, немаме ништо такво, ни вода имам дома. Те чешмата што е надвор, ништо. Се надвор миете и во зима? Не па. И зимо и лето, јас сум се на чешмата. Ти му готвиш? Па јас си готвам, кој ќе готви? Што ќе рече тоа? Те сино ќе рече, мамо, јас сакам политанки, те купувам политанки и јаде. Не е јадела друго ништо. Што ќе рече тоа му, она, паштета ќе рече, идам купам теа продавницата дека. Те купиме Боже да заградаме ступци. Па не може да соберам пари, па многу како он почнаа пчиња па мрежа да купам, да ставам да заградаме. Сакате да направите ограда? Оградата има, она да ниско е, таа да стана друг. Што најмногу би сакале, еве, во блиска иднина да поправите, да направите, за барем малку да ви се улесни животот? Што, без обички да идам купател, што ќе ми друго повише? Најпотребното е да го имаш слојство унатре, најважно е. Ти зимуска, снег до колена, да одеш тамка, по нужда да идеш. Купатело? Купател, вода да си има, купатело да имаш. Тоа е најважното на светот. Ја мислам по моје. Немаш ли го тоа како да немаш ништо. Сакам да живеам во свет каде сочувството и емпатијата кон немокните се на прво место. Во свет каде зборот извини се уште може да се слушне на улица. Во свет во кој, кога те боли душата и срцето, луѓето ти помагаат да ти ја улеснат болката и стават мелем на твојата рана. Зашто секој човек заслужува достоинствен и убав живот,
а човекот кој ќе придонесе за тоа заслужува да биде наречен голем човек. Мудрите луѓе знаат да кажат дека не треба да ја користиме енергијата за загриженост и за проблеми, треба да ја канализираме во добра енергија, односно во верба за подобро утре. Во подобро утре веруваат двете семејства кои денес го ставија срцето на дланка. Тие веруваат во големите луѓе, тие веруваат во хуманоста и затоа денес го споделија својот проблем со јавноста. Наше од овој момент да им подадеме рака и да ги спасиме, да го направиме нивниот живот подобар, затоа што нашето малку некому може да значи се.